Денешниот светски ден на книгата и авторското право беше повод во библиотеката Феткин во Кавадарци да се организира промоција на книгата Скокни прескокни од кавадаречкиот писател Васил Мукеетов. Мукеетов досега напишал 5 книги за деца, ова е 6-та и сите се задоволство читани од најмладите, бидејќи тие ги имаат како задолжителна литература. Инаку Васко Мукеетов е добитник на наградата Ванчо Николевски, наменета за книги за деца за минатата 2017 година, што представува уште едно признание за овој тиквешки поет кој за децата има напишано над 800 песни. Во најновата книга Васко за децата подарува стихови кои се приемчиви за децата, кои како лектира ќе можат повеќе да ги читаат, да им се воскитуваат. На самата промоција денеска говореше Мишо Китановски, публицист, писател и новинар од Скопје со потекло од Кавадарци. Тој за Мукеетов кажа дека е етаблирано име кај нас во Македонија, особено во творештвото за деца, кое бара квалитет соодветен на читателската публика, која е прибирлива и го оценува вистинскиот квалитет, а Васко ги има сите епитети на писател за деца. Авторот Мукеетов рече дека пишувањето за децата му причинува задоволство и тоа го прави додека може и за нив подготвува други книжевни изненадувања. Наградата за најдобар писател за деца минатата година на тоа го задолжува. На промоцијата која ја водеше директорката на библиотеката Феткин Весна Гркова, деца од училиштето Тодека Четефов читаа извадоци од книгата, а истата ја следеа ученици од ова училиште, како и поети и литературни творци од градот. Ова е книга за нашите најмлади читатели. Тоа што јас го пишувам веќе подолго време е наменето за нашата генерација која што иде после нас, за најскапоценото нешто што го имаме за децата. Ова книга носи наслов Скокни прескокни, ево може да ја видите. И оваа година ја добивме наградата, сега сум дома у Кавадарци и за тоа сакам да бидам малку погласен. Ја добивме наградата за најдобра книга на годината, што не е мала работа и мене посебно како кавадарчанец тоа ми е драго и да го кажам пред моите сограѓани. Инаку, оваа книга, како и сите книги за деца, се состои и одговара на повеќе прашања, на повеќе интересни загадки, одговара на многу дилеми и она што основно сакам да го подлежам е дека пишувајќи оваа книга и другите книги што сум ги издал досега повеќе ги има, моето мото е дека кога се пишува за деца, се пишува за човекот во детето и детето во човекот. Детето е, ова нашето денешно современо дете, е дете кое што има поголем степен на образование, дете со повеќе знаења, дете кое се движи во една урбана, помодерна, постандардна средина. Јас се обидувам тоа што го пишувам да биде на јазик кој што ќе комуницира со современото дете, ќе ги балансира сите околности во кои што оно живее, се движи, но на начин тоа да биде интересно, да не се загубат основните квалитети на една песна, тоа е ритмот, музикалноста, динамиката и така натаму, природата и така. Во секој случај, ова е многу благородна работа и мене ми е драго што имам работа со децата. Само би сакал да додадам уште една реченица. Секоја книга која јас ја пишувам, а и пишувам и за возрастни, од Кавадарци, колумни, тоа ќе го разговараме во друга прилика, но сакам да кажам еден цитат од мојот голем пријател Глигор Поповски, кој беше основоположник на македонската поезија за деца, па во едно покасно време бевме добри пријатели, тој пишуваше и критики за моите книги и тој мене во Нова Македонија ми направи наслов Кавадаречка направија. И јас си стоам на таа етикета и сметам, ако не го заслужиш епитетот Кавадаречка направија, од книгата нема ништо. Наградата ја добив за книгата Скокни прескокни. Таа е наменета за децата од 3-то, 4-то, 5-то деление и да додадам дека оваа година со одлука на Бирото за образование на наша република, оваа книга влегува во редот на лектирите за децата од 3-то деление.